Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, добродојдовте во уште една емисија Поента. На почетокот дозволете ми на сите православни христијани да им го честитам големиот христијански празник Богојавление Водици, со порака и искрени желби за мир, стабилност, економски просперитет на државата Република Македонија, но и на сите нејзини граѓани, просперитет на секој план и секако здравје и успех на македонските граѓани. Денес е несомнено голем дел за сите христијани, бидејќи денес завршуваат страдните денови кои според православието започнаа на Божик, а завршуваат со Водици. Во овој период, како што е познато, шетаа лошите духови, лошите сили и демони и во Република Македонија. И водите беа нечисти. Од денот на Христовото раѓање, 25 декември според Григоријанскиот или 7 јануари според Јулијанскиот календар, па се до Богојавление, 6 јануари по новиот или 19 јануари според стариот календар, се некрстените денови кога по земјата, но и во водите шетаат лошите духови. Водата во овие некрстени денови е леунка, вели народот. Крстот во овие некрстени денови е врзан, немоќен и нема сила да ги протера лошите духови. Во овие 12 некрстени денови, луѓето се маскираа и ги изведуваа игрите под маски, и тоа на Бадник и по него, пред Василица или Стара Нова година, а и речиси сите останати денови до Водици. Игрите под маски, најпознати како джамаларски, но и како бабари, василичари, мечкари, ајти, русалии, се изведуваа за да се избркаат лошите сили и лошите демони. Луѓето веруваат дека со маските, каде задолжително составни елементи се ѕвонците, клопотарците, стаповите, гајдите и тапаните, што нормално прават врева, ќе ги исплашат демоните и тие ќе ја напуштат земјата. Настанувањето на овие 12 дена, според митологијата, се објаснува со разликата меѓу сончевата и месечевата година, која изнесува точно 12 дена. Денови во кои завршува зимската краткодневница и се раѓа новото сонце. Свеченостите што се одржувале во овие 12 дена, познати се уште од антиката, како митраистички култови, како дионизиски игри, а најизразени преку римските сатурналии. Денот на раѓањето на непобедливото сонце, римјаните го славеле со големи свечености. И тогаш фактички почнувала прославата и за новата година. Христијаните овој ден го замениле со раѓањето на Христос, кој требало да биде новото сонце, што на светот му носи голема светлина. Раѓањето на сонцето или Христос значило зголемување на денот, па затоа сите маскирања и обреди што се вршеле во овие 12 дена се сврзани за плодноста, за новиот живот, за родот, за бериќетот. Сите обредни игри под маски имаат оргијастичко и еротско значење, што најмногу се потенцира со носењето на фалусот како култен оплодувачки принцип во природата. Коледарските и васеличарските обреди под маски ги изведуваат група од млади момчиња кои се маскираат. Нив ги предводи повозрасен маж со потврдена плодоносна моќ, кој има голем и здрав род за себе и кој е познат меѓу народот како женкар. Младите ергени што достигнале одредена возраст меѓу 16 и 19 години мора да поминат низ овие обредни игри. Всушност низ игрите требало да се покажат, да се преобразат и да се формираат во возрастни мажи, зрели за женење. Маскирањето, според православието, започнува откако ќе се запали голем оган, а околу него се пие и се пеат и кажуваат безобразни така наречени мрсни песни, што треба да ја подгреат атмосферата со еротски набој. Најзначајно место во групата имаат маските на зетот и на невестата.
Маската на невестата треба да е многу добро направена за никој да не ја препознае. Често невестата требала да биде бремена или да држи мало бебе. Во групата задолжително се и бабата и дедото, ликови кои што се сврзани со плодноста, но и со смртта. Во игрите под маски, што содржат и многу драмски елементи, дедото умира, за повторно со помош на лекарот и поподолж живее. Умирањето и повторното раѓање символизира завршување на лошите, неплодни денови и раѓање на новото сонце, добриот период. Со раѓањето на новото сонце, лошите сили и демони се заминуваат од земјата во темнината. Конјот и мечката исто така имаат значајно место во маскираната група. Конјот е поврзан со сонцето, бидејќи уште во античките и првобитни религии се верувало дека сонцето се вози во кочија, што ја влечат коњи, или пак на сонцето му се жртвуваат коњи. Од друга страна пак мечката е поврзана со зголемувањето на денот, доаѓањето на плодните и родни денови. Како што мечката на пролет се буди од зимскиот сон, така и природата по 12 некрстени лоши денови се разбудува. Игрите под маски, што се изведуваат во 12 некрстени денови, завршуваат на денешен ден, на Водици, 19 јануари, денот на Христовото крштевање. На овој ден, во сите води ритуално се фрла крстот, што го означува крштевањето. Ослободениот крст има сила да ги гони лошите сили и лошите демони, да не доаѓаат на земјата, туку да се седат во нивното царство на темнината. Дозволете ми во оваа прилика да им честитам на сите оние што денес го фатија крстот, секако со желба, вербата во Бога и крстот да им донесе многу здравје, лична среќа, радост и берекет во семејството. Одиме на втората тема, која што за денеска е подготвив за поента и што веројатно ќе биде топ тема на целата оваа недела, а кој што се случи во текот на вчерашниот ден во државата. Имено вчера извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, а потоа и на Здружената коалиција, во соодветство со одлуките на двете албански политички партии кои што учествуваа во процесот на потпишувањето и подготвувањето на договорот од Пржино, ДУИ и ДПА, одлучија предвремените парламентарни избори да се организираат на 24 април оваа година. Станува збор за последната фаза од реализирањето на договорот од Пржино, но и одлука која што се донесе во согласно со изборниот законник на Република Македонија или поточно со измените и дополнувањата на изборниот законник, каде во 4 негови члена донесени согласно консенсуалниот договор меѓу 4 најрелевантни партии во земјата, се одлучи изборите да бидат одржани на 24 април оваа година. Имајќи предвид дека ниту една од политичките партии досега не поднесе предлог за измена на договорот од Пржино и исто така не поднесоа предлог за измена на законите што произлегоа од договорот од Пржино, ниту пак поднесоа предлог за измена на датумот за изборите, односно измена на оние 4 члена од изборниот законник, каде што јасно стои датумот на изборите, и со оглед дека измените и дополнувањата на изборниот законник беа донесени без ниту еден глас против во Собранието на Република Македонија, се смета дека се исполнети сите законски правни услови за одржување на предвремените парламентарни избори на 24 април оваа година. Исто така, имајќи ги предвид заложбите на македонската влада, предходната, но и оваа влада преодна за спроведување на услови за организирање на парламентарните избори, имајќи предвид нивните заложби, да се излезе во пресред на сите барања доставени од страна на Државната изборна комисија како независна институција која што е надлежна да ги спроведе предвремените парламентарни избори, за максимално засилување на пред се персоналниот, меѓутоа и правниот и информатичкиот капацитет на ДИК, може да се констатира
дека време за целосно прочистување на избирачкиот список има и дека до изборниот датум сите евентуално спорни работи кои што се поврзани со избирачкиот список целосно ќе бидат надминати. Исто така, и работната група која работи на прашањето на медиумската регулатива има можност да ги испегла сите оние разлики кои што постоја и кои што се наметнаа во процесот на преговарање и секако да постигне консензус и во тој дел. Доколку се утврди дека некој европски стандард или воопшто меѓународен стандард врзан со медиумите не е исполнет со последниот закон за медиуми, тогаш нормално дека тие стандарди треба да бидат вметнати во законот за медиуми. Доколку се утврди дека законот апсолутно одговара на европската регулатива и на европските меѓународните стандарди за медиуми, тогаш навистина не постојат никакви причини за менување на постојната регулатива. Она што е посебно важно во целиот овој процес е што Европската Унија, но и Соединетите Американски држави се целосно посветени во давањето поддршка, но и гаранција дека изборите во Република Македонија ќе бидат фер и слободни, секако доколку сите политички субјекти во политичкиот процес останат посветени и целосно ангажирани за надминување на сите слабости или за надминување на сите проблематични делови кои што се врзани со изборниот процес. Секако дека во рамките на оваа поддршка на Европската Унија и на Соединетите Американски држави ќе се настојува да се изврши целосно прочистување на избирачкиот список во согласно со веќе усвоената методологија за таа цел. Да не заборавиме дека оваа влада, преодната влада, меѓутоа и претходната влада на чело со господинот Груевски, вети дека институционална поддршка ќе има максимална од страна на сите министерства кои што се вклучени во регулирањето, односно во ажурирањето на избирачкиот список. Исто така ќе се даде максимум зацврстување на капацитетот во делот на персоналните делови на Државната изборна комисија, меѓутоа и сите останати органи кои што се вклучени во изборниот процес. Исто така финансиски ќе биде поддржана Државната изборна комисија, информатичкиот потенцијал ќе биде зголемен, се со цел да се прочисти избирачкиот список максимално и на начин кој што е прифатлив за сите релевантни политички субјекти кои што треба да бидат учесници во изборниот процес. Европската Унија во содейство со ОПСЕ, но и со ОДИХР ќе бидат целосно вклучени во процесот на наблюдување на изборите, се со цел да нема ниту еден спорен момент кој едноставно би можел да остави дамка или би фрлил дамка на изборите. Овде правиме мала кратка пауза, повторно ќе се вратиме на емисијата повторно за неколку минути, останете со нас. Вчера вечер се одржаа и 3 собраниски седници на кои што се заокружи обврската од договорот од Пржино за констатирање на оставката на претходниот премиер, но и за формирање на нова преодна влада за спроведување на парламентарните избори во април 2016 година. Исто така, на последната седница беа избрани актуелните министри, но и министрите, дополнителните и замениците министри, кои што и во претходниот мандат ги извршуваа обврските на министри, значи нема никакви промени во однос на персоналните решенија. Тоа значи дека сите оние кои што беа во министри и дополнителни заменици министри во претходната влада остануваат и натаму актуелни и во новата преодна влада. Единствено што се смени е новиот мандатар, односно новиот премиер кој што ќе раководи преодната влада за спроведување на изборите. Како што кажав, во новата влада беа избрани и актуелните министри за внатрешни работи и за труд и социјална политика, кои што доаѓаат од редовите на СДСМ, но и оние дополнителни министри кои што исто така доаѓаат од редовите на оваа неголема опозицијска партија. Она што стана
што остана забележано или што фрли дамка на синокешниот процес на, би рекла, примопредавање на обврските или завршување на работата на една влада и почнување на работата на новата влада, е тоа што министрите и дополнителните министри од редот на СДСМ не ја презема должноста на начин на кој што е предвидено тоа со уставот и со законите во Република Македонија. Односно, тие одлучија вчера да не дојдат на свечената собраниска седница, каде што беа должни согласно уставот да дадат свечена изјава и да ја потпишат изјавата дека ќе работат во согласно со уставот и со законите на земјата, нешто што не само што представува пракса, туку и уставна обврска за да може да ја преземат должноста министри, односно дополнителни министри. Станува збор за досега невиден преседан, ако се работи кој што е поврзан со парламентарната демократија. Голем минус на опозицијата, кој што се надеваме дека брзо ќе биде надминат, секако во интерес на граѓаните на Република Македонија и во интерес на Република Македонија како држава. И покрај овој, би рекла, преседан, сепак вчерашниот ден треба да се забележи како голем ден за македонската демократија, но и за македонската држава. И покрај бројните реакции од страна на СДСМ, сепак треба да подсетиме дека до изборите на 24 април има уште цели 3 месеци време и можности да се надминат сите разлики и сите несогласувања, доколку секако постои добра волја од страна на сите политички субјекти и секако доколку постои конструктивен и позитивен пристап во надминување на проблемите. Би рекла сосема доволен период да се надминат сите проблеми или сите евентуални несогласувања кои што се поврзани со избирачкиот список. Да подсетам дека новата влада дава целосна подршка на Државната изборна комисија, заедно со сите останати институции кои што се инволвирани во процесот на прочистување на избирачкиот список, дава целосен ангажман на сите своји расположливи ресурси, информатички, лични, персонални, финансиски, правни и слично, да се стават во функција на Државната изборна комисија која што треба да го преземе тој процес на прочистување на избирачкиот список. Истото тоа се однесува и на медиумите. Овие две клучни точки кои што се спорни за СДСМ и кои што ги представуваат основа за нивните партиски одлуки да не излезат на изборите закажани за 24 април, не се толку спорни колку што тие ги представуваат и има доволно време и доволно можности, секако доколку се сака и доколку се пристапува на позитивен начин, да се надминат истите. Но она што е поважно во овој период или во ова време е потребата да се надминат партиските страсти. Во овој момент најважно е сите политички партии да се соземат пред се и над се, но и да ги стават националните интереси на државата над личните и над партиските интереси. Како што кажав, во целиот овој процес, Европската Унија, но и Соединетите Американски држави даваат целосна подршка за надминување на проблемите меѓу политичките партии на конструктивен начин. Тоа значи дека Европската Унија и Соединетите Американски држави ќе ги поддржат сите активности во кои што ќе бидат инволвирани сите политички партии, се со цел да се надминат проблемите на конструктивен начин. Доста е на Република Македонија и на граѓаните во државата бојкотирање на институции, доста име на државата и на граѓаните улична демократија, доста ни се протести, доста ни се неконструктивни и лоши сценарија и деструктивни сценарија кои само ја втурнуваат Република Македонија во една негативна кризна состојба која не е во полза ничија, ниту на оние кои што се симпатизери и членови на СДСМ, ниту на оние кои што се симпатизери и членови на ВМРО-ДПМНЕ, ниту на било кој граѓанин кој дури и политички и партиски не е определен. По мене нема проблем што не може да биде надминат. Нема проблем што не може да биде решен. Само е потребно многу добра волја, потребна е согласност,
и секако многу труд и работа во насока надминување на сите оние проблеми кои што беа констатирани од страна на политичката партија СДСМ. Ако не можеме самите да извлечеме заклучок дека со протести, со деструкција не правиме ништо добро за државата, тогаш како да ја повикаме меѓународната заедница да се вклучи во надминување на нашиот внатрешен проблем. Меѓународната заедница постојано апелира и укажува на потребата од конструктивност на политичките партии. Конструктивноста подразбира институционално вклучување и институционално ангажирање на сите политички субјекти, секако во пронаоѓање на решенија кои што ќе ги надминат овие кризни состојби или во изнаоѓање на решенија кои што ќе ги надминат сите оние проблеми кои што се лоцирани од страна на политичките партии. Она што меѓународната заедница може да го направи е да преку дипломатски мерки и дипломатски алатки направи притисок врз сите инволвирани страни во договорот од Пржино, договорените обврски да се почитуваат и оние активности кои што се врзани со имплементација на обврските и во законите и во изборниот законник да може целосно да се имплементираат, бидејќи само преку почитување на обврските се почитува и одговорноста на политичките субјекти или принципот на одговорност на политичките субјекти во процесот на политичкото владење. Исто така меѓународната заедница ќе може да не подржи како држава само доколку види желба за консензус или желба за консенсуално решавање на проблемите. Доколку едната страна или конкретно СДСМ и понатака смета дека треба да продолжи во политиката со улична демократија, со протести, со демонстрации, меѓународната заедница нема да го подржи тој процес, затоа што тој процес не е демократски, тој процес не води кон институционална демократија и тој процес не може да биде начин за надминување на проблемите. Уличната демократија е начин за создавање на нови проблеми. Меѓународната заедница исто така може да го подржи и да го гарантира изборниот процес преку своите наблюдувачи. Мислам дека ОПСЕ и ОДИХР јасно им ставија до знаење на сите политички субјекти дека ќе ангажираат најголем број досега своји представници кои што ќе дојдат на денот на изборите да го наблюдуваат целиот изборен процес. Тоа значи дека и ОПСЕ, и ОДИХР, но и Европската комисија, но и Парламентарното собрание на Советот на Европа ќе бидат целосно фокусирани и целосно ангажирани со цел да го гарантираат фер, слободни и демократски избори, со цел да ги гарантираат сите оние претпоставки кои што ќе донесат резултат фер, слободни и демократски избори. Тука правиме мала пауза за реклами, останете со нас. Она што во моментов е најважно секако е политичките партии да се надминат себе си, да успеат да погледнат во сегашноста со трезвен ум и со трезвени очи и да свртат една нова конструктивна и одговорна страница во своето делување на политичката сцена, бидејќи навистина тоа го очекуваат и тоа во крајна линија и го заслужуваат сите граѓани на Република Македонија, без разлика на која политичка партија и даваат поддршка. Она што исто така во моментов е потребно е ниту една политичка партија да не се втурне повторно во сценариото на деструкција и на протести, да се воздржат од повикување на граѓаните на протести и на демонстрации, бидејќи, како што кажав, во таков случај влегуваме во повторна кризна спирала, која не ја води државата во добар правец или во добра насока и која сериозно може да се одрази, негативно да се одрази врз сите останати процеси во државата пред се економски. Зошто е од клучно значење изборите на 24 април да се одржат? Сигурно знаете дека секој евентуално одложување на изборниот процес, без разлика дали тоа одложување ќе биде за 1 месец, 2 месеца, 5 месеца,
Секое такво евентуално одложување дефинитивно ќе оди само на штета на безбедноста и сигурноста на државата и на штета на сите граѓани што живеат во земјава, без разлика на која етничка група и припаѓаат и во која политичка партија членуваат или на која партија и даваат поддршка. Буквално сите граѓани ќе бидат ставени во состојба на неизвестност и небезбедност, затоа што сите знаеме што значи кога државата нема функционална и нема стабилна влада. Сите знаеме што значи неизвестно предизборие или состојба на политичка криза во услови кога Република Македонија и Европската Унија, посебно на пролет оваа година, очекува голем наплив на мигранти што ќе транзитираат низ државата. Ако изборите се заокружат и завршат на 24 април, постои сигурност дека новата влада ќе биде политички стабилна, но и политички ефикасна, да и подготвена да се справи со сите предизвици од безбедносен и сигурносен вид. На Република Македонија, но и на Европската Унија им е важно Македонија да биде политички силна во периодот што доаѓа, кој што ќе биде препун со предизвици. Бидејќи само политички силна Република Македонија може да се справи со тој налет на мигранти на ефикасен, рационален и добар начин, што со сигурност силно ќе се одрази и врз земјите членки на Европската Унија. Европската Унија е сигурна и убедена е дека Република Грција нема капацитет целосно да се справи со мигрантската криза и токму поради тоа одлучува политички да ја поддржи Република Македонија во својата одлука изборите да ги организира на 24 април, се со цел да се надминат сите оние поголеми предизвици кои што би можеле да ни дојдат ако Република Македонија не е политички стабилна или ако во Република Македонија во тој период има многу поголеми или се очекуваат политички кризи кои што би можеле да ја дестабилизираат земјата, а со тоа и да ја дестабилизираат и да го дестабилизираат и регионот. Сосема е известно дека во голем дел од земјите членки на Европската Унија веќе напролет ќе бидат организирани масовни протести против актуелните влади во овие земји заради политиката на примање на огромен број мигранти, што секако дополнително ќе ја засили и состојбата на политички немир, но и несигурност на Македонија, но и на Унијата. Можното и очекувано затворање на границите за мигрантите од поголем број на земји членки на Унијата ја става Република Македонија во дополнителен предизвик, одлучно да одговори на ваквите состојби и целосно да има контрола над својата граница и контрола над својата безбедност. Оттука политички стабилна Македонија е безбедносно и сигурносно стабилна држава, а оттука и стабилна Европа, затоа што Македонија е во тој транзиторски коридор најранливата држава која што доколку кај неа се почувствува криза или доколку не одговори соодветно на безбедносните и на сигурносните предизвици, можно е таа криза да се одрази и врз останатите држави кои што го чувствуваат овој мигрантски бран најсилно. Втората причина која што не оди во прилог на Република Македонија да ги одложи изборите, како што бара Социјалдемократскиот сојуз, е секако обврската што Република Македонија ја има преземено како сериозна држава да се подготви за следниот самит на НАТО, кој што е веќе закажан за 8 и 9 јули 2016 година во Варшава. Имено генералниот секретар на НАТО и официјално објави дека самитот ќе се одржи на 8 и 9 јули 2016 година во клучно време, како што потенцираше секретарот за Алијансата,
кога се случува тектонско поместување на евроатлантската безбедност и кон истокот и кон западот. Од тука НАТО алијансата веќе започна да применува досега најсилни засилувања на колективната одбрана од крајот на студената војна. Токму на овој самит во Варшава, кој што се цени дека е клучен самит на НАТО алијансата, ќе се мапира адаптабилноста на алијансата со новата безбедносна средина, при што НАТО треба да остане подготвена да ги одбрани сите членки сојузнички од можните закани од било кој правец. Од тука, доколку Република Македонија нема политички стабилна влада, која што ќе има соодветен настап на НАТО самитот, во тој случај ќе имаме и сериозен проблем било кој од сојузничките во НАТО алијансата да ни помогнат, посебно за нашиот проблем, меѓутоа и проблемот за подготвување на процесот на наше вклучување во НАТО алијансата. Од друга страна, самитот на Европскиот совет е веќе закажан за 23 јуни 2016 година и таму, ако Република Македонија нема избрана и стабилна влада, можни се предизвици кои силно ќе ни се одразат врз нашата група на пријатели, групата на земји членки пријатели на земјата, која што силно лобира Македонија да започне со процесот на преговори оваа година. Несомнено дека сите политички турбуленции во земјата негативно ќе се одразат и врз процесот на отпочнување на преговорите на земјата со Европската Унија како стратешки интерес на земјата. Идеме со блок реклами, останете со нас, повторно се враќаме за некоја минута. Одиме со последните неколку минути од емисијата Поента. Почитувани слушатели, веројатно и самите ја имате истата мисла, истата перцепција дека Република Македонија го проживеа веројатно најтешкиот политички период од стекнувањето на независноста до денес. Нормално ако се иземе 2001 година. Класичната политичка операција за демонтирање на државата, иако е навремено разобличена и обелодената пред македонските граѓани, се уште има сила, има енергија, но и подршка од одредени центри на моќ да ни шета како демонски дух во институциите на системот, да ни шета на политичката сцена и меѓу приврзаниците на таа операција во делот медиумите. Овој сериозно спакуван план за политичко оперирање на државата ни покажа колку е важно во иднина да внимаваме кому му даваме доверба да биде политичар во земјата, кого го поставуваме на позиција лидер на партија која е релевантна да одлучува и со каков морален и севкупен капацитет располага личноста која станува лидер. Веројатно, само во Република Македонија лидер на политичка партија може да биде човек што е аболициран за криминал. Човек што не сноси директна политичка одговорност за состојбите во кои ја втурнува својата држава. Веројатно само во Македонија се случува лидер на опозицијска партија да бега, морефител да фати, кога ќе се спомнат изборите и изборното соочување со граѓаните, да бега од даден збор и ставен подпис, да бега од консенсуално постигнат политички договор, донесен по негова иницијатива и барање, да бега од обврската да ги смири тензиите меѓу граѓаните во државата што самиот ги предизвикал. Бегањето е од многу едноставна и крајно себична причина да се биде политички актуелен, да се биде постојано во центарот на вниманието, да се биде клучен фактор кој одлучува до кога и до кој степен државата и граѓаните во неа ќе бидат заложници на драмата режирана според сценариото на политичката операција. Лидерот на СДСМ и тие околу него се свесни дека политички ги живеат последните месеци на политичката сцена. После оваа ненормална, наметната, извртена правна и политичка состојба, после оваа шизофрена несериозност, буквално мајтапење со националните интереси на земјата и на граѓаните, после продавањето на ваква политичка магла, која има за цел исклучиво и само чување на своите партиски фотели и пошироки лични интереси преку ставање на целата држава во покерски залог, раководството на СДСМ мириса на политички крај.
Но како што лудилото кај животните се зголемува кога го чувствуваат крајот, така лудилото кај раководните играчи на СДСМ расте. Стравот и нетрпеливоста се читаат од очите, а говорот на телото е во стил на обезглавен петел. Овој тип на играчи никогаш не заминуваат само иницијативно. Уште помалку се свесни за штетите што директно ги предизвикуваат на другите. Тие со своите извртени морални матрици и со во наводници и троштината се убедени дека се во право и дека се спасители на народот, само што народот не е свесен за тоа. За нив е нормално нивното политичко однесување, говорење и делување да се базира на лаги и измами до последната дадена прилика. За нив е нормално во наводници да се јадат живи луѓе како клучен инструмент во практикувањето на политиката. За нив е нормално да се инсталира канибалкратија како нивно уникатно поимање на демократијата. За нив е нормално да прават метли со луѓето кога ќе им се укаже првата шанса за тоа. За нив е нормално незаконски да разрешуваат професионалци од работни места, затоа што тие не се чувствуваат пријатно во фотелите кои што се 10 броја поголеми од нивните способности. За нив е нормално медиумите кои не се под нивна целосна контрола да им бидат непријатели број 1, затоа што не се дораснати да се соочат со аргументите и фактите што секојдневно ги слушаат од нив. Нивната недораснатост или нивната дораснатост е до ниво да станат модри од критиките, да фучат од нервоза и во афектирана состојба да испраќаат соопштенија, пораки и писма во кои го истураат на собраниот гнев и омраза. За нив е нормално нивниот партиски портпарол да им испраќа во наводници непријателските медиуми директни абери, уцени во стил или прифатете нашава канибалкратија како судбина или тешко ви се пишува. Деме, како не сакате да бидете изедени од нас, повлечете се навреме. Многу јака филозофија, но и многу јака слобода на медиумите, нема што. За нив е понормално да соработуваат со фабрикантите на афери, произведени исклучиво за оцрнување на власта, отколку да срочат барем 2 целосни проекта во интерес на граѓаните. За нив е нормално да се применуваат каубојски правила на правно однесување и процедура во специјалното јавно обвинителство, но и тезата дека законите мора да важат за сите и секој во земјава, само не за канибалкратите. Тие мора да бидат иземени од правото како заштитена сорта. Мора заштитени со нов закон за заштитени сведоци. За нив е нормална оваа филозофија на политичко владење. За нив е нормално да се истураат пари во нивниот двор преку божемни доброволни прилози за црквата во Струмица како апла изнуден рекет, ама затоа државата не смее да реализира ниту една обврзница, не смее да алиментира ниту една обврска кон граѓаните без да биде прашан дополнителниот, повторно од нив изнуден фактор на одлучување. За нив е нормално избирачкиот список да биде спорен само за изборите кои дебело го изгубиле. За нив избирачкиот список е сосема во ред, например во Центар, во Струмица, во Куманово. Зошто ако не е така, ако мислат дека е спорен, тогаш како до сега никој во СДСМ не ги проблематизираше изборните победи на нивните градоначалници и советници, па и пратеници во собранието од овие избирачки места и од овие изборни единици. За нив е нормално да се исмејуваат бранителите на државата и да се гледа сеир во услови кога Македонија губеше своји синови заради одбрана на македонските национални интереси. За нив е нормално безмилосно да се кодоши државата пред меѓународниот фактор, да се испраќаат во својство на брифери невистините информации за својата татковина. За нив е нормално да глумат дека се бранители на демократските вредности, а да практикуваат тоталитарни методи на замолчување на луѓето што имаат различни мислења од нив. За нив е нормално да зборуваат едно, а да прават друго. За нив е нормално да имаат во посед 600.000 незаконски стекнати прислушувани материјали од илјадници граѓани, без влакно да им фали од глава, без око да им трепне од срам. Има уште многу што да се каже, меѓутоа времето истекува. Имаме уште толку колку да кажеме дека да ги исполниме своите законски обврски, дека емисијата Поента се емитува во рамките на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска како уредник и водител на емисијата Поента, денеска 19 јануари 2016 година. Имајте убав остаток од денешниот голем христијански празник како празничен ден. Останете со здравје и секако со позитивна мисла до наредниот вторник во истото време.
од 17 до 18 часот. Поздрав и до слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.